I did present to both sides some new thinking on my side, a new proposal. Предлогот на Нимиц представен во Њујорк во 2013-тата е последниот официјален. Од тогаш поминаа 4,5 години, период без нови писмени иницијативи на медијаторот, што најдобро го отсликува отсуството на атмосфера за решавање на спорот. Ова е документот на Нимиц од 2013-тата кој подоцна беше јавно објавен. Носи наслов Предлог. Има 2 страници и 10 точки. Се базира на името Горна Република Македонија. Нимиц предложи опсегот на употреба на името Горна Република Македонија да биде ерго омнес во сите меѓународни официјални контексти, вклучувајќи ги и договорите и официјалната документација. Но иако посредникот го користи терминот ерго омнес, видливо е дека тој содржински се разликува од грчкото барање за ерго омнес, кој подразбира употреба на новото сложено име и во билатералните односи на Македонија со трети земји, како и дома. Предлогот предвидува само препорака до земјите членки на Обединетите нации да го користат новото име во сите официјални контексти, а дозволува името Република Македонија да може да се употребува внатре во државава. Во однос на јазикот, Нимиц предлага тој на англиски да се именува со сложенката Macedonian, македонски, што може да се смета за компромис меѓу македонското инсистирање за таа намена да се користи терминот Macedonian и ставот на Грција од тој период, дека најмногу на што може да се согласи е воведување на терминот македонски, како што во оригинал се нарекува јазикот со латинична транслитерација. За графата nationality или државјанство, медијаторот нуди паралелна употреба на 2 синтагми – на Горна Република Македонија и македонско, Macedonian. Овој предлог на Нимиц беше дел од поширок меѓународен план предводен од тогашниот еврокомесар за проширување Штефан Филе за деблокирање на евроинтеграциите на Македонија. Но планот на Филе беше подкопан од настаните во македонскиот парламент од декември 2012-тата, пошто падна ентузијазмот и кај комесарот, но и кај земјите членки. Но и предлогот, иако беше начелно прифатлив за тогашната влада на Никола Груевски, не беше прифатлив за грчката страна. Забелешките на Атина беа пред се во позиционирањето на географската одредница во сложеното име. Грција инсистираше Горна да биде пред терминот Македонија, а не пред Република. При посетата на регионот, неколку месеци откако го понуди предлогот, Нимиц, несвојствено за него, влезе во детали да образложува кои се главните разлики меѓу двете страни. Тој негов настап, најотворен досега, е релевантен и денес пред најавеното интензивирање на преговорите. I think the name has to have Macedonia as part of the name because this country is in the Macedonian region, so it should have Macedonia. But it's not the whole of Macedonia. Macedonia is a large area. It was divided 100 years ago. The biggest piece of Macedonia is in Greece. So there needs to be a modifier to make it clear that there's a difference, and I proposed a modifier, the Greek side had a position of where the modifier is located, and the government here has a different view about this, so that's a substantial difference. Во тој настап Нимиц посочи дека друг елемент за кој има разлики меѓу Скопје и Атина е опсегот на употреба на новото сложено име. The Greek position is if there's a name, it should be used everywhere, outside the country, inside the country, for official use. My proposal was somewhat different, and the position of the government here is somewhat different. Третиот клучен елемент од сложувалката се одредниците за јазикот и државјанството. Во пресред на неговата последна посета на регионот во јули оваа година, имав можност да го интервјуирам медијаторот Нимиц во Њујорк. Еве го делот од разговорот за овој сет прашања, кој може да биде решавачки во предстојните напори да се дојде до решение. These discussions and the mandate has nothing to do with the identity of people. You know, people have their identity, and you can't negotiate your identity. That's part of your soul, right? So we don't negotiate people's identity. But in the United Nations system, there are designations for
the language of the country and the name of the nationality. So it says, United States of America, capital city, Washington, D.C., nationality, American. That's what we use. So this is just a technical part of the United Nations system where you can look up what the name is. In most cases, this is not controversial at all. But in your country, there's a little more openness to resolving these issues. Пред формалниот предлог од 2013-та Нимиц излезе со така наречен работен документ во сега веќе далечната 2008 година и со негова модифицирана верзија во 2009-та. Тогаш за основа го имаше името Република Северна Македонија, кој градоначалникот на Солун Јанис Бутарис го спомена меѓу потенцијалните компромисни решенија во викенд интервјуто за австрискиот весник Куриер. И во овој пакет, слично на предлогот од 2013-та, Нимиц се обидува да најде баланс меѓу различните позиции на двете страни за опсегот и одредниците за јазикот и државјанството. Тоа беше период на чести преговарачки рунди. Нимиц веќе се сретна со грчкиот представник Василаки. Нимиц го подели предлогот и замина на одмор. Василаки синоќ изразил резерва околу идејата на медијаторот да оди. Средбите беа интензивни, особено во предвечерието на самитот на НАТО во Букурешт. Само неколку дена пред тој настан, Нимиц во Њујорк го направи последниот обид да најде решение. Тогаш на маса го понуди името Република Македонија во заграда Скопје. Двајцата преговарачи Димитров и Василаки се враќаат во Скопје и во Атина за директно да го пренесат предлогот на Нимиц. Ако до самитот на НАТО во Букурешт има потреба од нова средба, Нимиц рече дека стои на располагање. Исходот е познат. Албанија и Хрватска добија покана, Македонија не. Грција го искористи правото на блокирање на вето. Атмосферата сега почнува да наликува на она од пред 9 години. Повторно се актуелни Европската Унија и НАТО, а со тоа и прашањето за името се враќа во игра. Се чини дека како никогаш досега во последните десетина години и во Скопје и во Атина има расположение да се направи обид за решавање на спорот. Влогот за Македонија е познат. Членство во НАТО и во Европската Унија. За Грција стабилно соседство и еден проблем помалку во опружувањето. Во очекување на интензивниот преговарачки процес во следните месеци, Нимиц го закажа загревањето за 10 и 11 декември во Брисел. До тогаш треба да биде појасно и дали амбасадорот Васко Наумовски, именуван во времето на претходната власт, ќе остане преговарач, дали евентуално ќе добија засилување, па Македонија ќе има преговарачки тим, или ќе добие само придружба од некој од поискусните дипломати во МНР.